Добро вечер, следува најновото издание на Спорт Плюс. Започнуваме со разговорот со младиот каратист Мартин Стојменов од Кочани, освојувач на бронзен медал во Лисабон, Португалија, на Европското првенство во 2014 година. Три пати досега прогласен за спортист на Кочани, а рангиран е и на 12-тото место на Светската карате федерација. Започнуваме по краткиот джингл. Денешен гостин во емисијата Спорт Плюс е Мартин Стојменов, каратист од карате клубот Партизан од Кочани. Мартин, добре дојде во емисијата Спорт Плюс. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Така, пред да поразговараме за сите твои постигнати успеси, на почетокот еве да ги запознаеме нашите гледачи на Спорт Плюс, од кога професионално се занимаваш со карате и како дојде до идеја да го одбереш токму овој спорт. Па вака, тренирам карате уште од многу мала возраст, од 5,5 години. Веќе редовно тренирам 13 години во карате клубот Партизан од Кочани. Гледајќи ги филмовите, филмови со акции, боречките вештини ми испунува уште од мали нозе. И така, тоа ме испунуваше и се запишав на карате спорт. Така, колку време веќе се занимаваш со овој спорт? Па со овој спорт се занимавам веќе 13 години, редовно. Немам отсутствувано, немам правено некои паузи. Значи тоа е нешто што ми испунува и што го правам секој ден. Така. Што е она што е најзначајно во овој спорт? На што треба да внимаваат спортистите? Дали можеби на напорните тренинзи или исхраната пред се? Па вака, во овој спорт зависат повеќе фактори. Како и во секој спорт мора да се обрне внимание на тренинзите, на редовните тренинзи, да нема отсуство, да нема големи паузи, да се внимава на исхраната. Исто така, како секој спортист мора да се откажат од многу пороци, како што се алкохолот, цигарите. Тој успорува и брзината и кондицијата и мора да обрат посебно внимание на физичката спремност, исто така и на психичката спремност. Значи, тие фактори влијаат за еден спортист да се изгради како права личност и да освои некој добар резултат. Така, колку еве да ни откриеш за нашите гледачи, колку време одвојуваш за еден тренинг? За колку време се спремаш за еден твој настап? Па вака, тренирам секој ден, редовно, по 2 часа. За некое големо надпреварување, како што се балкански, европски или државни надпреварувања, тренирам и по 3 часа на ден. Значи, со поголем тренинг, со повеќе тренирање се достигаат поголеми резултати. Така. Еве и да ги запознаеме нашите гледачи повеќе околу каратето. Како одеа појасите поред? За колку време треба да стигнеме до црн појас? Па вака, во една година се полага за 2 појаси. Појасите поред идат бел, жолт, црвен појас, зелен, син, кафеав и црн. Значи, во една година се полага за 2 појаси. Значи, околу за 5-6 години ги исполагаме сите појаси, потоа има црн појас први дан, втори дан и така натаму. Така, еве ти за колку време ги освои сите? Па вака, јас тренирам веќе подолго време, како што кажавме. Сега сум црн појас втори дан и ми требаше еден подолг временски период, зашто тоа не е нешто едноставно така да се постигне. Ми требаше еден подолг временски период и еве сега сум црн појас втори дан. Омилена твоја ката и удар во каратето? Па вака, јас не настапувам во кати. Омилена ката ми е погледањето на другите, ганкаку, кој има интересна изведба. А омилен удар ми е маваши гери, ножен удар со нога во грб, кој е така специфичен удар, брз удар и од секој пат ми имам освоено повеќе поени со него. Така, за колку време го научи овој удар? Па секој удар, секоја техника ти треба еден подолг временски период. Тоа е нешто што треба да го тренираш секој ден по 500-1000 пати за да го совладаш толку добро што ќе знаеш дека можеш со него да освоиш некој поен. Значи, Мартин во јуниорска конкуренција е освојувач на бронзен медал во Лисабон, Португалија во 2014 година. Државен првак во карате во 2013 година, имаш учествувано на голем број меѓународни и државни првенства. Да ни откриеш кои достигнувања досега ти би ги издвоил како посебни? Да. Па вака, имам настапувано на повеќе меѓународни надпревари, државни, балкански, европски и светски надпреварувања. За сега имам освоено медал на меѓународни
на државен 6 пати во Македонија, 6 години поред во Македонија сум државен првак. Имам освоено медал на Балканско првенство во Грција и лани во 2014 година освоив европски медал во Португалија во Лисабон. Тие се ми така позначени медали, како секој спортист сака да освои некој големо надпреварување како што се балкански, европски и светски. Па се надеваме дека наскоро со напорна работа, со труд ќе освоиме и некој светски медал. Така, тешко ли беше да се освои третото место? Па да, секој медал е вреден и се добива со многу труд, со напорна работа и не може да кажеме дека е било лесно. Со кој се надпреваруваше, еве да ни откриеш? Во Лисабон, во Португалија, прва борба ми беше со романецот, потоа ми беше со турчинот, таа ми беше една од потешките борби, тој беше исто така трет во светот, не успеав да го совладав. Со Луксембург и со Босна и Херцеговина. Загубив од данецот 1-0 во последна секунда, тоа ме чинише можеби сребрен или златен медал, но се надеваме дека нареден пат ќе си ја поправиме грешката, знаеме каде грешиме и ќе ги совладаме сите противници. Да ја откриеме и на гледачите на Спорт Плюс дека овие пехари и медали што ни ги донесе Мартин, дека има уште многу повеќе, но толку ни се можностите во студиото. Последно нешто е традиционалниот семинар во карате во Охрид. Какво беше чувството да се учи од голем професионалец, како што е сенсеј Машао Кагава, ако не грешам? Да, така. Значи, секоја година поред се одржува традиционален семинар во Охрид. Тој семинар го одржува тренерот Живко Даркуловски од Скопје, но посебно на овој семинар и за прв пат во Македонија е донесен еден голем човек, може да кажеме еден од најдобрите тренери од светски рамки. За камерата да фати ова е дипломата што сега ја... Да, еден голем човек, еден голем тренер од, може да кажеме еден од најдобрите тренери во светот. Тоа е сенсеј Масао Кагава, кој е светски првак и во кати и во борби. Да се учи од еден таков човек е голема чест. Исто така дел од техниките ги изведуваше со мене. На таа возраст, на 60 годишна возраст, огромна брзина, огромно знаење. Многу знаење ни пренесе на нас и тоа ќе ни послужи многу понатаму во кариерата. Дефинитивно ќе ти послужи понатаму. Да. По трет пат Мартин беше прогласен и за спортист на кочани, исто така беше и рангиран на 12-тото место на Светската карате федерација. Какво е чувството да се биде вака Чувството рангиран? е одлично. Значи, по трет пат во кочани бев избиран за спортист на годината. Имав освоено добри резултати, значи балканскиот медал, европскиот медал. И според резултатите бев избран 3 пати во кочани. 12 на светската ранг листа бев избран во 2014 година, лани, за европскиот медал. Тоа се, значи, собират сите резултати од лиги, од европски првенства, се пресметуваат и така ги избираат рангирање, така го избираат рангирањето. За наредното гостување Мартин во топ 10. Да. Дај Боже. Кои надпреварувања те очекуваат во наредниот период? Во наредниот период сега се подготвуваме за државното првенство. Значи, ќе имаме државно првенство за јуниори до 21 година, ќе имаме изборно првенство за европско и за балканско и првенство во Индонезија, во Џакарта во Индонезија, светско првенство. Се надевам дека ќе победам на државното првенство и на изборниот турнир и дека ќе настапувам на тие првенства. И за крај, што ќе им препорачаш на помладите спортисти, односно помладите генерации, што би сакале да го одберат каратето како спорт? Па вака, без разлика дали е каратето или некој друг спорт, секој спорт е убав, секој спорт е добар за тренирање и за здравието, и за здравие, и за духот во нас. Значи, каратето е спорт, еден од најинтелигентните спортови, кој те смирува и би препорачал на малите да го тренираат, да не се откажуваат, да се отргнат малце од компјутерите, од тие пороците, од алкохолот, од цигарите и да се занимаваат со спорт. Мартин, јас ти благодарам што беше гостин во емисијата Спорт Плюс и се надевам дека во најскоро време ќе се видиме повторно за некој твој следен успех. Благодарам и на вас на поканата, се надевам дека ќе се видиме наскоро.
Со надпреварот од првото коло вчера започна 24-тиот фудбалски шампионат на Македонија. Најинтересен беше дуелот помеѓу Вардар и Шкупи. Со надпреварите од првото коло вчера започна 24-тиот фудбалски шампионат на Македонија. Актуелниот шампион на Македонија Вардар на стартот од новата сезона во македонската прва лига одигра 2:2 на свој терен против повратникот во елитното друштво Шкупи. Вардар не успеа да искористи иницијативата што ја имаше во текот на сите 90 минути и на крајот скапо ја плати цената на двете лоши реакции на потесната одбрана. На другите надпревари одиграни вчера беа постигнати следните резултати: Металург Силекс 1:3, Шкендија Младост Царев двор 3:1 и Хоризонт Турново Ренова 4:0. На врвот на табелата со по 3 бода се Хоризонт Турново, Силекс и Шкендија. Екипата на Работнички обезбеди пласман во плейоф фазата на Лига Европа, откако одигра 1:1 на гостување кај турскиот Трабзон. Следниот противник на Работнички е руската екипа Рубин Казан. Екипата на Работнички обезбеди пласман во плейоф фазата на Лига Европа, откако одигра 1:1 на гостување кај Трабзон. По регуларните 90 минути Трабзон победи со 1:0, но поради победата на Работнички со истиот резултат во Скопје, мечот отиде во продолженија. Во првото продолжение од 15 на минути Марковски реализираше со глава во 112-та минута. Овој гол значеше пласман во следната квалификациска рунда. Работнички уште еднаш покажа дека знае да игра на европска сцена. Победивме голем противник, еден невидено моќен клуб. Неверојатно сум горд на моите фудбалери, среќен поради се она што прикажавме во Турција, изјави Игор Ангеловски, тренер на фудбалскиот клуб Работнички. Во седиштето на УЕФА во Нилн се одржа извлекувањето за следниот противник на Работнички. Руската екипа Рубин Казан е ривалот на македонскиот представник Работнички во баржот од Лига Европа. Работнички може да испише нова страница во историјата на македонскиот фудбал ако успее да го елиминира Рубин Казан. И во фудбалскиот клуб Осогово од Делчево во новата сезона ќе има 4 нови засилувања. Се помала интерес од фудбалерите од источниот регион да ја сменат својата средина, иако преодниот рок трае повеќе од месец дена. Во третата фудбалска лига Исток засега се регистрирани 6 играчи кои го искористија овој преоден рок, од кои 4 во Осогово и 2 во тимот на Слога 1934. Бојан Петров од екипата на 14 октомври, Марио Атанасовски од САС од Македонска Камениц, Бранислав Јовановски од Рудар и Методи Андонов од тимот на Фудбал Старс се играчите кои досега со комплетна документација му пристапија на Кочанскиот трето лигаш Осогово. Виничани засега ги ангажираа некогашниот голман на младинската екипа на Кочани Мартин Стојанов, кој доаѓа од тимот на Брегалница Штип, и Роберто Златков, некогашен играч на Слога 1934, кој во матичниот клуб се враќа исто така од Брегалница од Штип. Инаку преодниот рок во третолигашката конкуренција трае до 31 август, а котизацијата за есенскиот дел од првенството изнесува 80.000 денари, котизација која клубовите мора да ја уплатат најдоцна до 25 август. Бугарската интернационалка Ина Рашова од Бугарија и во следната сезона ќе го предводи женскиот кошаркарски клуб Клубски. Бугарската интернационалка и капитен на женскиот кошаркарски клуб Клубски, кој што се надпреварува во првата женска кошаркарска лига на Македонија, Ина Рашова, и наредната сезона ќе го предводи тимот на Клубски. Ина Рашова со своите игри, професионализам во исполнувањето на своите задачи, беше капитен и пример на сите кошаркарки од Делчевскиот клуб. Кошаркарка која речиси на сите надпревари на кои што настапуваше имаше двоцифрен ефект. Постигнуваше над 20 кошеви по надпревар, имаше од 12 до 15 скокови и по 7 до 8 асистенции. Таа беше лидер на тимот и затоа ја доби улогата на капитен на екипата. Ги одигра сите надпревари во изминатата сезона, па затоа клубот реши да потпише нов договор со младата кошаркарка. Ина Рашова со своите 22 години и висина од 186 сантиметри во тимот на Клубски играше од 1 до 5 на сите позиции, што уште повеќе го истакнуваше нејзиниот квалитет во кошаркарската игра. По повод 28 август, денот на општина Пробиштип и денот на рударите, општината организира турнир во мал фудбал, кој ќе започне на 17 август, понеделник. Пријавувањето на екипите до 16 август до 19 часот. Нови традиционален турнир ќе има и големи парични награди.
Кошаркарската репрезентација на Македонија покажа одлична игра на стартот од подготовките за Евробаскетот. Кошаркарската репрезентација на Македонија покажа одлична игра на стартот од подготовките за Евробаскетот, покажувајќи дека промените на кормилото на националниот тим не оставиле предлабока трага врз атмосферата во селекцијата. Под водство на Маријан Страбиновски, црвено-жолтите одиграа два одлични меча, па на триумфот над Израел со 75-58 се надоврзаа со уште една фантастична партија, демолирајќи ја Украина со 30 поени разлика. Ова е само почеток на подготовките и на контролните надпревари, но задоволен сум бидејќи она што го работевме на тренинзите беше пренесено на теренот и донесе резултат. Она што најмногу ме радува е желбата и моралот кај играчите. Атмосферата е на многу високо ниво, а сигурно уште повеќе ќе се крене со двете убедливи победи, изјави селекторот Маријан Страбиновски. Машката одбојкарска селекција втора година поред ќе биде дел од завршниот турнир на Евролигата. Тие во полуфинале ќе играат против Естонија. Машката одбојкарска селекција втора година поред ќе биде дел од завршниот турнир во Евролигата во Полска. На завршницата која ќе се одржи на 13 и 14 август ќе учествуваат уште и селекциите на Словенија и Естонија. Токму естонците се наш противник во полуфиналето, односно првиот дуел од завршниот турнир. Надпреварот се игра во четврток со почеток од 20 часот, што е втор дуел од програмата. Во првиот од 17 часот ќе се соочат Полска и Словенија. Естонија се надпреваруваше во нашата група и имаше максимален скор, односно 10 победи од исто толку меча, а два од нив беа извојувани на домашен терен против нашата селекција со 3:0 и 3:1, што значи дека престојниот меч ќе биде одлична можност за успешен реванш, со што би го подобриле минатогодишниот наш пласман во Евролигата. Рафаел Надал неодамна го стартуваше проектот за своја академија, кој ќе започне со работа идната година во месец мај. Академијата ќе биде отворена за сите млади тенисери од 10 до 18 години. Шпанскиот тенисер Рафаел Надал неодамна го стартуваше проектот за своја академија во Манакору, а истата ќе почне со работа идната година во месец мај. Академијата ќе биде отворена за сите млади тенисери од 10 до 18 години кои ќе имаат можност да изградат тениски кариери или да се изборат за стипендија на некои од универзитетите во Соединетите Американски држави. Академијата на Надал уште од сега е одлично опремена, има посебен интернат, 26 тениски терени на земја и тврда подлога, затворени и отворени фудбалски терени, два базени, ресторан, центар за физиотерапија и амбуланта. Во рамките на академијата постојат неколку програми. Една недела во јули или август ќе веќе 2110 евра, а во месеците од септември до јуни по 1830 евра. Цената на месечната програма изнесува точно 6588 евра. Ова беше најновото спортско издание. Останете во добро расположение заедно со Канал Плюс.